Добре дојдовте во моето ново видео. Денес ќе ви снимам една многу неслучајна случка. Мислам што многу души ќе ги изненади во регионот, во битола може и надворот. Битола зависи кој ќе влегва, кој е навлезен во што ќе го зборам и што ќе го кажам што го имам видено, а кој не е навлезен слободно може да пише дали се глупости или не глупости, можете што сакате да зборате и да пишете на ова видео за ова што ќе го кажеме, секако коментар, значи дозволно ќе видите коментарите долу во видеото, значи нема да ги тргам коментарите, да не должам многу, значи ова случка ќе мора да ја споделам, се двомов дали вчера, дали прошлата недела, дали пред 2 дена, дали и денес се двомов дали да го знам, но одлучив и размислив 2-3 дена ова да го погледам видео и да видам каква реакцијата ќе ви види ваша, а вие останете до крај. Мислам дека многу ќе ве се интересира, пошто многу се случи неочекувано. И здраво дечки, како што кажав на најавата, значи морам да кажам ова случка се деси пред, да не кажам месец, скоро, значи точно пошто јас на 10 јануари замерев нодор, ова беше негде да не претерам 4 или 5 јануари, вечерта во едно напуштено село кој се наоѓа надвор од Битола, тоа се наоѓа кај Жван, тој е на кај Демирхиза, тој што знае и што потакна од кај Демирхиза или од кај Жван натаму кај Сапотница. Знае за кој село зборувам точно, за кое место се зборува, значи тоа е напуштено, мислам, не е скроз напуштено, ама има околу 10 души, пошто на мајка ми татко е од Жван, така да мајка ми е од Жван, така да и ние потекнуваме од Жван, мислам, јас сум демирхисарец, пошто сите така ми викат дел, повеќето ми викат не сите, али што е тој тука, да не збораме многу сега на сосема други теми, сакам да навлезам скроз во оваа тема, значи ова се случи, да кажеме 4 јануари во јануари, најак. 4 јули со мојот дедо, значи на мајка ми татко, тоа се случи во тоа село околу 7:30-8, тој сакаше да се види со ние пријатели, а јас баѓи време не офаќано во тоа село, парано одев пошто има прачети од Србија, идеја таму седа, пошто најпоќе во текот на летото, пошто летен период одеа во тоа село и ги опушташе таму и баш бевме сите собрани со брчадите, ја тогаш на 6-7 години може имам, нема мајдено, малце се бунам или нема гајле. И хајдовме кај на дедо ми пријател тој во Жван, седевме и му реков на дедо ми, поседи си ти со твој пријател, јас малце ќе прошетам низ селото, пошто немам прошетам, баш ме интересира и да видам што се случува. Секако нема николи така, едноставно не ми се седеше, ми се шеташе. И како што слегвав, мислам како што излегов од дворот на дедо ми пријател, само што слегвам долу и загледвам како сенка, тоа беше рачен на 5 километри, да преречем, може малце дали подолу од 5 километри или погоре, али тука негде беше, не ме замервајте и онака чудно ме фата, не е оно така страв, пошто реално такви работи нема некој што не се плаши, нема маш во такви работи, може да зборат сите на зборе, а на дело кој ќе видат ќе се посадат вегаќе и ќе едноставно може да заќутат и може да немат. Од страв да пукнат и да не кажат така никој да се затвор дома на недела и да се мислат што се случи, како се случи, зашто не ми излезе тоа. И јас, како што сакав да видам пошто едноставно такви работи ме интересираат многу, сакам да не знам да истражувам, да гледам нови работи, да запознавам нови места и загледав одев поблиску на тоа место кај што изгледа, тоа е едно како да го објаснам целото. Грешка моја што во тој момент не почнав да снимам видео, не би го снимив целото, ама прва прилика мислам до крајот на другата недела, пошто ќе заминувам на одмор пак, ќе го доловам тоа место, ќе ви го снимам се точно, ќе го кажам точно местото кај се деси тоа. После дали сакате верувајте, дали сакате во ова верувајте или во прошлото видео или во накнадното видео што ќе го плам. Дали ќе верувате, тоа е ваше право и не можам со сила да терам нешто дали да веруват или не, дали мислите дека ќе лажам или дека сум се препознал со нешто или не. Јас тоа што го видов, мислам дека многу луѓе што веруват, како што кажав во почетокот, да не се навраќам пак, го знаат.
И како што ми излезе таа сенка од човек или од жена, пошто оддалеку личеше како жена, ама од поблиску кој ќе видиш личеше на маж, а не знам точно дали беше маж или жена, значи не е битно што беше, башно ми излезе сенка што многу ретко во живота неам видена. Сегде сум била сум стражувал во касарните, сум стражувал во куќи напуштени тука где нема лекар што сум стражувал кај болницата, кај како што кажа поделот кај сарните, кај авионите, значи но 10 куќи 11 имам влезено туку ноќе, не ти кај невестата во Смалево, што поќе луѓе вика дека излезе, за жал не излезе, не знам, може немав среќа или, ама ако излезеш може намаше да бидам тука, кај што сум сега и кај што кажувам за овој инцидент во селото Жван. И мислам да, како што кажав, ми излезе таа сенка и едноставно најубаво чувство ми се осети и добив малце голем страв, пошто едно е да гледаш на филма, едно е да си фантазираш, а друго е да видиш во живо и да ти излезе пред тебе сенка. И се двоумам да видам дали да продолжам уште надолу, да не ми излезе ништо друго. Сега се двоумам што да правам, дали да се враќам назад кај дедо ми, кај да сам во двора се собземам, или да продолжам долу и да не знам што може да се случи со мене, пошто едноставно толку страв не знам што може да ти се случи, може да ти се снарни, да ти се слуши, едноставно да си во задума и да се мислиш да се гледаш во една точка и сата некои други да те збора, да ти да не ги скенираш од страна што ти збора, едноставно ќе се скенираш во една точка и ќе гледаш сат и пола сат, може зависи то од што може да ти биде, што може да ти се случи и мислам дека едно 20 на минути се совзедов, застанав на тоа место и си мислам дали е ова вистина, дали халуцинирам, дали фантазирам или чиста вистина или нешто има тука. Но реков поарно да се враќам, отколку да останам таму, а мислам дека и пречувствувам дека нешто може си има случајно во тоа нешто, пошто повеќето гледам такви напуштени куќи, едноставно што се случуваат лоши работи, дали во куќите, пример повеќе да гледам хорори, филми кои ќе гледам, пример акција, таква работа нема, повеќето су хорори, такви некои негови настани гледам, што повеќе ме интересира, едноставно може некој да биде дека некој дека рече дека ти си мато што гледаш и како кажеш дека ова се бабини деветини што го кажуваме. Не се бабини деветини, тој што е завлезен скорос во тоа нема да мисли така и да збора, туку едноставно ќе истражи и ќе се посомна. Тебе и во најпоќе во глобалата во Битола, паѓето луѓе што ми имаат кажано, поштената куќа во Црмус, која едно доволно 20 години, 30 може изгора, седи така напуштена и никој не ја зема, е на прекрасно место што едноставно има што да се види во таа куќа, ама за жал таа е проколната, поќе луѓе вика дека не излегва ништо, дека ти збориш глупоци, дека таму најќеле да седеле, па ако најќеле не може 30 години таа куќа што е на прекрасно место, прекрасен двор и прекрасен амбиент што е направена, сега е скроз уништена, може да се доведе една до навајте куќи во Битола, може пошироко, повеќето луѓе ја знаат за кој зборам, а за другите што не знаат, ќе ви го пуштам во линкот, не знам ако може тука како дескрипција на тоа видео што го снимав, тоа беше пред 3 години. Првото видео ми беше таму што снимам и мислам дека од такви работи јас кој што верува, дали ќе верува, мислам дека во такви работи верувам и нема никој да слушам дали сум бил матов, дали сум ваков, дали сум онаков, дали има побитни работи, едноставно тоа мене ме влечи и мислам дека повеќето такви работи не се плашам, само ден не се плашам и тоа е од Господ и од ништо друго, а може да се каже и од висина, да не се прамаш, али од други такви работи, од духој, мухој, не се плашам, само малце едноставно сенка да видам во село напуштено не очекував. Мислам дека во такви работи, повеќето мислам во селата и во напуштените кои што немаат луѓе згазнато 2-3 години и повеќе и куќите што немаат влезено 5-6 години така што стот, може да се случи нешто. Од такви работи мислам се случуваат проколнати луѓе што некои ги мразат и што му мислат лошо и сакат зло да му направат и со тек на времето расти, се прошира во куќата и штета со такви луѓе што ќе сказнат во најове порти и во со најове луѓе и ќе му се случуваат некои најове работи негативни што може да ги доведе до неочекувано
нешто што ќе се запрашат и треба да се тргат на страна. Али што ето тука и многу сум пишман за таа работа, за тоа што во селото Вршбан што не го снимив тој дел и мислам ќе биеше многу коментари ќе привлече се тој, поќе ќе привлечеш видеото што поќето ќе ги заинтересира сигурно, а за поќето што ќе избаравте глупости и дека ќе кажувате дека ова е фантазија, дека ова е местен, дека ова е глупост, не било местен, ни ништо, а тоа мислам дека наредно кога ќе одам сигурно ќе ми излезе, ако треба еден ден ќе седам од 6 сата поручек до ниедно време ќе седам, ама тоа мора да го снимам и да го доживам уште, па на ќе крајава и срцевудена кај мене, и баш тогаш ќе го доловам тоа скроз колку што можам, ќе земам уште едно или двете, другачи нема да одам со дедо ми, пошто со дедо ми за такви работи неќам ни да го замарам, ни да ме замара и тој. И мислам дека, како што кажа, ќе еден двете другарчина со 3 телефони ќе снимам, 3 кадри, и мислам дека ќе го давам скроз и ќе ви го покажам, а тоа наредното што ќе го снимам, што кажам дека во селото Жван ќе биде и рилс ќе снимам, значи тоа, како што кажам, со цврсто сум убеден дека има нешто кој ќе осеќам нешто, значи има нешто и никош не сум погрешен во моите осеќања што нешто што ќе ми дојде однатре и што сакам да го осетам и пишма што сум и ден што не го снимив тој, мислам дека некои викат луѓе тој не се случува, може еднаш и никош поќе не се случи, ама јас се пробам среќето што имаш, али наредно за секогаш во такви места кои ќе напуштам, дали ќе во планина, дали ќе во друго некој село, дали во куќа или во што било, се ќе се снимам, пошто едноставно после тоа што го видов јас, не може да очекуваш што може да ти се случи, што може да излезе нешто друго и сватив дека наредно, пошто кога што се снимам со снимањето, убаво ќе ми биде се да се снимам, да се истражувам и жал ми е за ова, али за наредно ќе знам, али ова нема да костам така, пошто ќе се вратам на тоа место и како што кажав ќе дојдам од 6 поручек до ниедно време ќе седам и се надам дека ќе излезе тоа нешто и ќе ви го докажам дека за задобно не си го трошам времето тука што ви кажувам и едноставно не ме сечерам, не фантазирам и не халуцинирам, туку ја кажувам вистината, тоа вие ќе го да знаете во ова видео, а сигурно во наредното видео ќе биде појасно и од друга гледна точка ќе го кажете во видео и можете да коментирате. Од сега ве напуштам и се гледаме во наредното видео.